Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитувана министерке, пред нас е предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата и сите чувствуваме обврска овде јавна одговорница на пленарна седница да поразговараме за решенијата кои што ги нуди овој закон, потребите од неговото донесување, меѓутоа и проблемите и неправдите кои што се создаваат практично со неприфаќањето на амандманот кој што беше предложен од страна на опозицијата, односно од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. За почеток, зголемувањето на минималната плата е еден чекор кој што може да се должи или на зголемената продуктивност на трудот, или може да се должи овде случај поради зголемената инфлација и порастот на трошоците за живот кои што го имаат работниците. Станува збор за едно административно зголемување на минималната плата, затоа што во Македонија практично стана невозможно да се живее со парите кои што честно ги заработуваат поради огромната стапка на инфлација и поради лошите политики на власта. Што се случува? Ако ги погледнете стапките на инфлација кои што се појавуваат во државата, ќе видите дека оваа година инфлацијата утврдена од Народна банка изнесува 6,7%. И тоа кога зборувавме за буџетот беше најпрви предвидувањата за инфлацијата беа 1% беше предвидена инфлација, па беше зголемена на 2,5% предвидена инфлација, да се зголемат предпоставките на 3 или 3,3%, за сега на почетокот на годината да добиваме зголемување од 6,7%. Понатаму, ако го погледнеме графиконот за инфлација во Македонија, ќе видиме дека изминатата 2021 имаме 3,2% на инфлација. Збирно, само во последните 2 години имаме зголемување на инфлацијата практично 10%. Треба да знаете дека со зголемувањето на инфлацијата се намалува практично вредноста на парите. Парите кои што ги добиваат работниците за оно што го сработиле, за трудот, за услугите, како компензација што ја добиваат платата е намалена со порастот на инфлацијата. И тоа имаме огромно зголемување инфлација и кога станува збор за храната 10,9%, огромно зголемување на храната, огромно зголемување на цените за домување 11,8%, пораска и цените на горивата од 24%. И ако погледнеме ќе видиме дека во последните 2 години порастот на инфлацијата го надминува целосно порастот на инфлацијата во една последна цела декада. 2015-та негативна инфлација од минус 0,3, 16-та минус 0,2, 1,4% инфлацијата во 17-та, 1,5 во 2018-та. Поради лошите политики на власта, живењето во Македонија станува неиздржливо и токму од овој аспект и само од овој аспект го поддржуваме овој закон, односно го поддржуваме донесувањето на минимална плата од 18.000 денари како и утврдување на новата методологија за пресметување на минимална плата. Меѓутоа, во кој дел е критиката која што сакаме да ја упатиме и што е она која што и Министерката за труд и социјална политика и пратениците од мнозинството и владата не го кажува на работниците? А тоа е целосна злоупотреба на институтот, на правниот институт минимална плата и негово користење во политички популизам. Груби се невистините, не би сакал да кажам лагите, невистините кога кажувате дека со законот за минимална плата не може да се врши усогласување во сите сектори. Покрај измените кои што ги гледаме, треба и достојно е на јавноста да и кажете дека се прави една дополнителна измена на законот за минимална плата, токму оној закон кој што денеска го изменуваме и кој што го дополнуваме. Што сакам да кажам со тоа? Кога работниците склучуваат договор за вработување, кога се склучува договорот за вработување, скоро во сите договори за вработување кои што се склучуваат согласно со членот 13 од Законот за работни односи, пишува дека за извршената работа работодавачот на работникот ќе му исплатува основна плата во износ од зависи колку денари, и дека работникот има право на додатоци на плата, дел од плата за работна успешност, на доместоци на плата и на доместок за трошоци поврзани со работа согласно
Закон за работни односи и колективен договор. Што вели Законот за работни односи? Законот за работни односи во членот 105 вели вака: плаќањето на работата по договорот за вработување мора секогаш да биде во парична форма и работодавачот мора да го почитува најнискиот износ определен со колективен договор, запирка, во согласност со закон кој непосредно го обврзува работодавачот. Како сега ќе ја објаснете вие на граѓаните во Македонија и на вработените дека законот за минимална плата во Република Македонија, оној кој што го изменуваме и дополнуваме, не ги обврзува работодавачите непосредно? Како ќе ја објасните дека не ги обврзува непосредно? Туку правите исклучување на принципот минимална плата како основ за пресметување на сите останати плати. Со амандманот кој што го предложивме, минималната плата требаше да влие за скалесто уредување на сите плати во сите останати сектори, не затоа што така одлучила опозицијата, туку затоа што така е предвидено со Законот за минимална плата во Република Македонија. Тоа ќе го видите во преодни и завршни одредби во членот 8. Одредбите од колективните договори треба да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 6 месеци од донесување на овој закон. Што значи тоа? Тоа значи дека ако го менуваме Законот за минимална плата, а еве, предлагач, Влада на Република Македонија, представници магистар Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика, предлог на закон за изменување и дополнување на Закон за минимална плата, еве го Законот за минимална плата. Значи, ако го менуваме, треба точно да знаеме во кои одредби се менува и треба да биде задржан духот на законот кој што го менуваме. А овој закон предвидува дека колективните договори и договорите за работа од членот 13 кој што ги споменав, ќе се усогласуваат со закони кои што непосредно го тангираат и се однесуваат на работодавецот. И сега ви објаснете ми мене, како трудовиот инспекторат ќе ги контролира договорите за работа и сумите кај договорите за работа и како ќе бара само корекција на сумата која што изнесува под 18.000 денари, а нема да важи за останатите 720.000 вработени во Република Македонија. Кажете ми на кој начин сега трудовиот инспекторат ќе ја прави таа дискриминација помеѓу работници кои земаат минимална плата и сите останати. Практично, да бидам сликовит, што значи тоа? Тоа значи дека го склучувате договорот. Имате однос помеѓу вработениот и неговиот работодавец. И во тој однос се склучува договор за вработување. Во 2012 се воведе овде во ова собрание и се донесе Закон за минимална плата, што значи дека минималната плата го регулира односот помеѓу работникот и работодавецот на начин на кој што работодавецот треба да ги почитува одредбите од Законот за минимална плата. Во сите останати случаи, вие излеговте со една груба невистина дека ќе се решава на ниво на секторски договори и вие сега предизвикувате ситуација во која Министерството за труд и социјална политика преку трудовиот инспекторат ќе го прекршува Законот за работни односи, ќе го прекршува и Законот за минимална плата на тој начин што ќе го толкува дека директно не се однесува на вработените. Односно, од сликата работник, работодавец и минимална плата како репер спрема која се усогласуваат останатите плати, вие од сликата и го исековте делот кој што се однесува на минималните плати. На тој начин вие правите штета на огромен број на вработени во државата кои што функционираат, си ги плаќаат сметките, допринесуваат, работат и на тој начин прво вршите дискриминација кон нив, а со тоа што премиерот се слика со граѓани, со работници кои што земаат минимална плата, дополнително го урнисувате достоинството на работникот и го нарушувате нешто што треба да биде најсвето, а тоа е платата на работникот. Меѓутоа, од влада во која има олигарси кои што имаат примања
од други извори во кои што гледаме какви криминални тендери се распишуваат и во која се трошат 170 милиони за набавка на струја, не очекуваме дека ќе го ценат растот на платите во сите сектори, туку очекувавме дека ќе го користат вака популистички. Благодарам. Благодарам. Има 3 реплики. Прв пријавен за реплика е пратеник од Панчо